Да, продолжуваме ние да разговараме на оваа тема во Македонија наутро и во следниве 15 минути. Велам добро утро за Весна Ѓурковска-Каеска, креаторка на блогот Вкусни приказни на Инстаграм, мајка на Макси Миника и дама, прекрасна дама која што отворено зборува за важноста на доењето и навистина представува инспирација за многу мајки, за многу нови мајки кои што допрва сакаат да слушаат на оваа тема. Весна, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, многу ти благодарам за поканата. Не ти пречи ако ти се обраќам на ти така. Секако. Дури поопуштено ќе биде така разговорот чинам. Така. Благодарам за убавата најава, мора да кажам и да, несебично ќе кажам дека од искуството кое што ми го споделуваат другите мајки, мислам дека имам помогнато и ги имам охрабрено мајките кои што почнуваат дојнечки приказни со своите бебиња. Така, да, треба да се охрабруваат мајките и повеќе и да зборуваат за оваа тема која што треба да биде секојдневие во нивните разговори, а дефинитивно тоа е една од твоите мисии, затоа и си денес во нашето студио да ја представиме и твојата на еден начин лична приказна и да дојдеме до тоа што ќе биде наша главна цел во денешниот разговор, да ги инспирираме мајките. Ајде околу вашето искуство, Весна, прво со доењето. Така, јас сега кога би требало да зборувам на тема две успешни доенечки приказни со двете деца, на мое лично задоволство и среќа, како да зборувам за некое време кое што навистина одамна завршило, иако не е така. Меѓутоа со тоа сакам да потенцирам еден момент за мајките кои што се на почетокот на нивните доенечки приказни, дека тоа е време кое што навистина брзо поминува и дека е многу кратко. И без разлика дали се во прашање месеци, денови или пак години доење со своето бебе, односно таа врска мајка-бебе, навистина брзо поминува. И на назад сега кога гледам, сваќам дека многу биле долги ноќите, ама многу биле кратки годините, бидејќи моето искуство се на се вкупно број околу 5 години вкупно, значи 25 месеци со Максим и речиси 3 години со Ника. И навистина можам да кажам дека без разлика што тоа вака напрва многу долго звучи, тоа е време кое што навистина брзо заврши, со многу убави искуства, многу убаво искуство стекнав со двете приказни и двете беа различни, сосема различни, независно што нели јас сум мајка и на двете деца, почнаа сосема различно, завршија сосема различно и текот беше сосема поинаков за двете бебиња. Сега тука се поставува прашањето дали нешто знаевте за доењето пред да се породите, дали добивавте информации за доењето во текот на бременоста и ете да завршам. Колку е сето ова од особена важност за едните мајки? Јас мислам дека тоа е најважната тема која што треба да се отвори во Македонија и да се зборува отворено за тоа. Од многу едноставна причина е заради тоа што мајките пред се треба да се, односно жените, пред се треба да се едуцираат. Јас тука кога велам жена, не мислам само на мајки, лошо се изразив, бидејќи секоја жена треба да биде информирана. Кога зборуваме дека треба да поддржиме доење, дека треба да се заложиме за доењето, дека треба малку потранспарентно да го направиме истото, тука ги вклучувам сите луѓе кои што се во блиска околина и нормално мајката која што во иднина ќе го дои своето бебенце, да се едуцираат за да ги имаат вистинските информации. Во море на информации од сите страни, многу често се провлекуваат информации кои што не се точни, многу често се провлекуваат митови, предрасуди за доењето, многу често туѓите приказни се наметнуваат како вистински приказни за некој доенечки пар кој што, да кажеме, не мора да поминува низ истиот пат. Така што ако за една жена која што го доела своето бебе и при тоа поминала низ навистина макотрпен процес за да оствари една успешна доенечка приказна, не мора да значи дека и за другата ќе биде таква. Најчесто таа едукација и таа информација за доењето треба да настане уште во време на бременоста. За среќа во Македонија веќе се подига свеста за тоа што представува доењето, дека е навистина процес со акцент на процес, бидејќи тоа не е нешто што магично настапува дента кога или вечерта кога ќе го донесеме на свет нашето бебе. Тоа е нешто за кое што треба време, треба трпение и треба поддршка. Многу често најдуваме на поддршка која што не е соодветна за новите мајки. Имаат англичаните, односно луѓето кои што се на запад, една многу добра поговорка би кажала,
it takes a village to raise a child. Јас комплетно се сложувам во врска со тоа. Значи мора да има поддршка од сите страни. Најчесто мајката во таквите моменти кога ќе донесе новороденче на светот е збуната. Мислам, тоа е првата реакција која што се случува, без разлика колку сте спремни за да бидете мајка. Секогаш настапува микс од емоции кои што понатаму може секоја мајка поразлично да ги доживее. Во родилиштата треба да има многу повеќе од моје лично искуство, многу повеќе едукација, многу повеќе така малку трпеливост кон новите мајки, особено за оние кои што првпат се родилки. Секогаш е полесно со второ. Јас веќе бев спремна со Ника, иако моите предизвици во врска со доењето настапија кога донесов на свет второ дете. Меѓутоа, ако бев мајка и првпат се соочев со такво нешто, јас искрено не знам колку ќе истраев во таа намера долго успешно да дојам. Со Максим имав среќа, би кажала, немав многу информации тогаш, меѓутоа постоеше една господја која што живее и работи во Канада, тоа е македонка, и која што на интернет, односно на една Facebook група, тогаш на соба за доење, споделуваше несебични информации кои што тогаш беа дури и за мене, која што сметав дека имам некакви познавања во врска со мајчинството и со доењето. Меѓутоа јас тогаш сватив всушност дека јас воопшто ништо не знам за доењето. Би кажала дека си верував на самата себе, на интуицијата, на некој мајчински инстинкт кој што кај мене за среќа веднаш проработе, односно се појави. Понекогаш тоа се случува нели малку и со задоцнување и оној микс на емоции и така натаму да го направи своето. А со Ника веќе бев сериозно навлезена во темата, па имав малку повеќе познавања. Ника е второто дете. Ника е второто дете. Сега, доаѓаме до моментот инстинкт. Меѓутоа, нели, ете, секој може да се снајде, секој може да се информира. При второто дете сигурно веќе ги имаме, нели, искуствата. Полесно. Но за да денес зборуваш погласно на оваа тема и поотворено, тоа го правиш од твоето искуство. Так. Не треба да бидеме оставени сами за себе, барем кога се работи за овие теми, посебно мајките. Кажа дека свеста се зголемува кај нас. Дали одиме во така позитивна линија, во нагорна линија, следејќи тоа што се случува во светот, имаме ли едукатори каде што мајките може да се обратат денес? Дали вие како активисти кои што се повеќе и повеќе погласно зборувате на оваа тема, наидувате на отворени врати за да заедно ги менувате, работите заедно со институциите? Така, супер прашање ова и баш ми е драго што ќе го чепнем овој момент. Во Македонија многу тешко да се направи некаква суштинска промена. Промените настапуваат и се случуваат и драго ми е што е така. Во Македонија за среќа постојат луѓе кои што навистина имаат огромно познавање од стручен аспект за доењето. Ќе ги спомена моите пријателки кои што се навистина вистински жени лавици на темава, кои што се заложуваат, тоа се Јасна и Наташа. Јасна е првиот меѓународен сертифициран советник за доење, исто така и Јасна, и двете работат отворено на оваа тема и мислам дека доколку некој наидува на било каква дилема поврзана со тоа, неопходно е да консултира педијатар и специјалист за доење, бидејќи педијатарот сам по себе дава насоки за самото развивање, раст и развој на бебето, го следи неговиот тек, начинот на кој што расте бебето, што внесува и така натаму. Меѓутоа, доењето како тема е комплексно само по себе, би кажала индивидуално. Бидејќи оно што го споменав пред малку дека едноставно секој доенечки пар е различен. Значи јас сум мајка на 2 деца кои што излегле од иста утроба, меѓутоа јас имав тотално различни доенечки приказни. Се зголемува свеста, за среќа жените се многу посвесни не само за тема доење, туку на тема женско ментално здравје, бидејќи промените кои што се случуваат на психофизичко ниво кај жената се сами по себе тригер за да некоја жена има успешна доенечка приказна или нема. Тука ја споменувам на постнатална baby blue фаза,
постнаталната депресија, односно анксиозност, која што постои е реален проблем и која што се случува кај жените. Порано никој не зборуваше за тоа. Едноставно беше некоја табу тема или најчесто кога мајката ќе се пожалеше, односно жената кога ќе се пожали дека нешто е тешко, како да немаше право да се пожали дека е тешко. На крајот од денот сите имаме различен праг на толеранција. Некој од нас може, некој од нас не може и тоа е сосема во ред. Мислам, најлесно е да се впери прстот во жената, односно во мајката и тоа е толку многу неблагодарно заради тоа што дали ќе успее да дои, дали нема да успее да дои, не секогаш зависи од самата жена. Тука се сплет на околности, некогаш и медицински предиспозиции, дали ќе има успешна приказна, меѓутоа науката кажува дека најголем процент од жените можат да дојат доколку не само сакаат, туку доколку ги имаат вистинските луѓе кои што прават сериозна поддршка на самото доење. На тој чин, на тој процес имаат охрабрувачки моменти. Мислам, не е охрабрувачки ако дојде пријателка и каже ајде тоа ништо не е битно или некој таков ноншалантен муабет кој што е, да кажеме, многу специфичен во тој период кога жената поминува низ ваква фаза. И колку е важна тука улогата на патронажната сестра? Патронажните сестри во Македонија, сега јас имам искуство само со една. Мене со никад не ми дојде патронажна сестра, со Максим дојде. Жената беше сосема во ред и коректна. Не се сеќавам на нејзиното име да би можела да ја поздравам, меѓутоа мислам дека и тука веќе малку се менуваат ставовите. Добрата работа кај патронажните сестри овде во Македонија, дека фали едукација, фали. Мислам дека тоа е неминовно на сите полиња, на сите сфери. Јас мислам дека едукацијата првим би ја ставила онака баш како некаква задолжителна тема во основното образование, кога децата би биле доволно свесни за да сватат, чисто да имаат предвид дека понатаму во животот треба да се најдат како поддршка на сите кои што поминуваат таков пат. Патронажните сестри негуваат еден, така би кажала, по-старински начин на негување на бебето и слично, што во многу случаи се покажува како исправен. Знаете, не се што доаѓа од дамнина е погрешно и не се што доаѓа од овој период на 21 век е лошо. Да, значи тука се комбинации и пак ќе кажам, она што функционира за едно бебе не значи дека функционира за друго бебе. Ако некоја мајка уште на почетокот има среќа да дои ексклузивно, односно нејзиното бебенце 6 месеци да внесува и да конзумира само мајчино млеко, без никакви моменти на измолзување на мајчино млеко, давање на шишенце, давање на шприц, релактација и така натаму, сите процеси без да почне да суплементира со адаптирано млеко, тогаш навистина се работи за упорност и нормална поддршка од страна на околината и пред се партнерот кој што дели интимо со самата жена. Споменавте образование, затоа и малку се насмеав да се надевам дека ќе дел од родителите доколку ова влеза некогаш во образовниот процес нема да биде сватено како нешто перверзно под наводници, како што се зборуваше за сексуалното образование, каде што децата треба да ги едуцираме за полово преносливи инфекции, така да од мали нозе се учат овие работи, убаво и вие кажавте, и дефинитивно треба промени во образованието, за да си бидеме помош сите едни на други. Би сакал на крајот овој разговор како совет да дадеме на идните мајки кои допрва треба да се породат, треба да дојат, да дадеме малку храброст за нив. Јас само сакам да им честитам на сите мајки кои што успеале барем еден ден да дојат во својот живот. Со тоа давам целосна поддршка и на оние кои што се трудат, не успеале и дека никако не треба лично да се сваќа тоа како некој неуспех, личен неуспех. Личен неуспех не подразбира доколку мајката не успее да добие соодветна информација. Пак ја кажам, најлесно е да се впери прстот во жената, меѓутоа не е секогаш. Работите не се само црни или бели. Во време во кое што живееме, каде што табуизираме процес на доење, мене ми е тоа едноставно незамисливо, кој што треба да биде некој чин кој што ќе асоцира на хранење и врска помеѓу мајка и бебето, која што не подразбира само врска на храна за бебето, туку емотивна утеха и за бебето и за мајката, бидејќи доењето како процес мене лично ми има помогнато да надминам многу моменти како што се анксиозност, стрес, вознемиреност. Исто така реагира кај самото бебенце. Поддршка за сите мајки, доколку навистина им треба вистински совети. Годинава се одбележува во Македонија Светската недела на доењето од 1 до 7. Платформата Здраво бебе и доење со љубов на моите пријателки постои, ќе има активни
активности од 1 до 7, слободно нека пишат, тоа се две жени за кои што буквално капа долу и почит, секоја почит, затоа што несебично се заложуваат да секоја мајка има шанса барем еден ден во својот живот да обезбеди колострум на своето бебе и нормално доколку продолжи тоа да продолжи со приказната ексклузивно доење. Весна, благодарам за вашата позитива, за споделувањето на вашата лична приказна во форма на совети. Верувам дека охрабрувачки звучеше разговорот за сите идни мајки. И јас се надевам дека така звучев и да тоа беше всушност и целта на моето гостување. Да, благодарам што еднаш, иако вчера со семејството се вративте од одмор, веднаш одговори на нашиот повик да дојдеш тука, сето тоа во интерес на гледачите. Благодарам уште еднаш.